Најпрво, дали како реформатори вие се повлекувате од идејата да ги направите реформите во партијата и што да очекуваме во наредниот период во однос на ова прашање и во однос на изјавата вчера која ја дадовте дека всушност ги го повикувате целиот народ да се обедини. Зашто да се обедини? Прво сакам да истакнам дека изјавата беше протолкувана не онака како што беше искажана. Реформите не само што не престануваат, реформите ќе продолжат со уште пожестоко темпо, се до исполнување на нивната целосна и конечна цел, а тоа е комплетно реформирање, суштинско реформирање на ВМРО-ДПМНЕ. Повикот за обединување се однесува на повик за обединување на сите граѓани на Република Македонија, кои се припадници на конзервативната или демохристијанска идеологија, или кои го почитуваат делото и идејата на организацијата, да се обединат зад процесот на целосни реформи на ВМРО-ДПМНЕ, а не зад актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Ме интересира дали го признавате Никола Груевски како легитимен претседател на ВМРО-ДПМНЕ на партијата чиј член сте и вие? Никола Груевски за нас е нелегитимен председател избран на приватен конгрес во Куманово пред 2 години, мислам дека беше, конгрес на кој мнозинството делегати беа лични пријатели, фамилиарни другари негови, делегати кои он ги назначи и кои го избраа него за лидер. Во таа насока апелираме да престане политиката на делегитимирање и на извршниот комитет, која се случи пред некое време, и сега политика која продолжа понатаму да го делегитимира и Централниот комитет. Од друга страна, Никола Груевски својот легитимитет го губи и со самото негово оптеретување на целата партија и со прашањето на СЈО или основното јавно обвинителство, напуштајќи ги националните интереси на македонскиот народ и не давајќи јасни концизни ставови по националните прашања од национален интерес, а цело време криејќи се зад идејата, криејќи се зад ВМРО-ДПМНЕ во полемиките или во процесите кои се отворени во некои институции во Република Македонија. Трето, кое е многу битно да го напоменеме, е тоа дека продолжувањето на функционирањето на Никола Груевски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ е во интерес на СДСМ и само во интерес на СДСМ, бидејќи со неговиот негативен имидж кој се создаде во блиското минато, па и во подалечното, остава простор да и мобилизира отприлика 150.000 граѓани да гласаат за СДСМ. Они не се за СДСМ, меѓутоа поради Никола Груевски се мотивирани да гласаат за СДСМ. Ме интересира, се наближуваат исто така и локалните избори. Дали прво вие имате своји кандидатски листи? Што ќе се случи со ВМРО-ДПМНЕ? Што ВМРО-ДПМНЕ ќе предложи на овие локални избори? Нашиот став е Никола Груевски да престане со праксата сам да ги кандидира кандидатите која веќе ја започна за градоначалници. Препоставувам дека намерата е да продолжи тоа и за советнички листи и сметаме дека итно оставаме простор Никола Груевски, неговите лични кандидати да ги предложи на општинските комитети, на местните комитети и доколку истите добијат легитимитет и бидат поддржани од структурите на партијата, може да бидат кандидати на партијата. Нашиот конечен став по однос на тие прашања, односно прашањето за наредните локални избори, ќе биде истакнат ден пред отпочнување на нашата кампања.